Со добри гости, одлични соговорници кои што имаат инспиративни теми, е уште поубаво да се работи. Верувам дека следната тема ќе го предизвика вашето внимание и ќе размислите да направите нешто поразлично. Ќе говориме за промоција на дигитално вклучување или за Get Online Week. Што точно станува збор, малку побаво ќе дознаеме од Магдалена Динкова Велевска, која што е дефектолог од Сдруженијето Отворете ги прозорците, кој што всушност ова здружение е организатор на самата кампања Get Online Week. Ви посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам за поканата. Нас не се секогаш драго што сме дел од македонската телевизија, од утринската програма и особено што можеме да одбележиме оваа недела и кај вас во емисија. Така, ајде прво да кажеме за каква недела станува збор. Така, значи четврта година поред Отворете ги прозорците национален координатор на европска кампања за промоција всушност на дигитална инклузија. Ние сме дел од една поголема организација, тоа е Телецентар Европа, европска организација која што вклучува повеќе од 30 организација во 24 всушност земји ќе се одбележува оваа кампања, каде што разни организации спроведуваат активности за да ги промовираат дигиталните вештини, дигиталната инклузија, бидејќи во модерниот свет се повеќе од и работните места бараат дигитални вештини и се повеќе можеби од секојдневното живење бара да имате барем основни дигитални вештини. Затоа и оваа кампања да го промовира сето тоа и да влезе унаму кај оние лица кои што досега воопшто можеби никогаш не користеле компјутер или никогаш не користеле некој смартфон, да ги поттикне да се заинтересираат и да се оспособат барем со оние основните дигитални вештини кои што може да имаат влијание во нивниот секојдневен живот. Кажавте дека ова е четврта година, поред како се случува ова недела на дигитална инклузија или дигитално вклучување, да се биде онлайн. Какви промени има во однос на минатите години? Секако, она што ние се обидовме во овие 4 години, никако забележуваме дека интересот е голем. Можеме да речеме дека Отворете ги прозорците, особено во оваа недела, навистина добива многу добра медиумска покриеност на кампањата и има се поголем број на заинтересирани. Ние, иако како организација делуваме на полето на асистивна технологија за лица со попреченост, но оваа кампања не е исклучиво само за лицата со попреченост, она ги вклучува сите граѓани. Интересот е голем. Например, во претходните кампањи имавме соработка со Универзитет Трето доба. Тоа се студенти над 65 години и тие постојано ни покажуваат интерес да се вклучат во некои од нашите активности. Така што во текот на оваа недела ќе организираме 2 средби со нив за да ги посочиме одредени некои вештини кои што ќе може да ги користат за компјутер, а од друга страна пак да им ги посочиме некои од прилагодувањата кои што може да ги направат на компјутер за да им биде полесен за употреба, како зголемени букви или пак зголемен покажувач, нешто што ќе им биде олеснување. Така да од година на година се поголем интересот за ваквите кампањи. Така, кога веќе ги споминавте активностите, како изгледат самите активности? Еве една да кажем. Да, например, вчерашниот ден го одбележавме со тоа што имавме соработка со студентка и професорка од Финки, каде што наши корисници, лица со аутизам, ќе се вклучат во тестирање на роботче во рехабилитација и образование на деца со аутизам. Значи тоа ќе го води студентката со поддршка од професорката. Имавме исто така посета на студенти од Институтот за логопедија, кои што освен што се информира за тоа како ние ја промовираме асистивната технологија, односно како ние се вклучуваме во дигиталната инклузија на лицата со попреченост, исто така ја поддржа кампањата со една кратка анкета која што има за да се означи поддршката. Тоа се овие денеска се среќаваме со студентите од Трето доба, значи во текот на цела недела имаме некакви активности за одбележување. Така, Сдруженијето Отворете ги прозорците е формирано 2005 година, оваа година јубилејна 10-та година, како ќе ги оцените овие 10 години? Па јас сум половина од постоењето во Отворете ги прозорците и морам да речам дека навистина од самиот почеток кога Сдруженијето е основано од
еден дефектолог, тоа е Лидија Крстевска Дојчиновска, информатичар, Тони Бачваровски, до сега каде што бројуваме 9 вработени, значи со само зголемување на вработените и се зголемени активностите и она што ние го правиме. И морам да кажам дека некако информираноста е многу поголема. И ако се сеќавам изминатите години, можеби некој помислуваше дека лице со попреченост, можеби лице со интелектуална попреченост никогаш нема да може да користат компјутер. Сега мислам дека свеста е малце повеќе променета. И е докажано спротивното. Да, со тоа што не сме активни само, значи освен кај нас што имаме центар за асистивна технологија каде што ни доаѓаат лица со различен вид на попреченост да користат компјутер, со проектот на USAID што за пристапно образование што го веќе 5-та година поред го спроведуваме, значи влеговме во 33 училишта. Тоа се 31 основно училиште на ниво на Македонија и 2 средни училишта каде што имаат можност да користат учениците асистивна технологија, наставниците добија обуки, така што веќе многу попроширена оваа информација за асистивна технологија, како и употребата и бенефитите кои што ги нуди. Така, активни сте во текот буквално на целата година, не е само ова Get Online. Така, ова е некакво заокружување и потврдување на сето она ние што го правиме. Ете во текот на оваа недела ќе објавиме и 2 конкурса. Тоа е конкурс, едниот ќе биде за ученици, за компјутерски цртежи и видеа на тема Моето училиште, на некој начин да ја промовираме таа дигитални вештини и таа дигитална инклузија, а другиот ќе биде конкурс за наставници за компјутерски практики, односно како тие го вклучуваат компјутерот во наставата со нивните ученици. За овие конкурси кои што се дел од тој проект на USAID за пристапно образование, 2 наши соработнички, едната е Вероника, средношколка во училиштето Коча Рацин, која што користи асистивна технологија, а другата е Софија, средношколка во училиштето Орце Николов, која не користи асистивна технологија, но тие заеднички се споја и ќе изработат видео објава за конкурсите, која што е многу убава можност обострано да научат одредени вештини за како се изработува видеото, бидејќи Софија веќе има нешто изработувано, Вероника не, а пак од друга страна Софија да научи нешто за тоа како се користи асистивната технологија и на кој начин. Така што е една многу убава можност да се спојат неколку работи во едно. Така, и за крајот овој разговор сите оние кои што сакаат да ве контактират, која е веб страната? Така, веб страницата е openthewindows.org. Исто така сите граѓани може да ја поддржат оваа кампања, особено сите оние кои што се активни на компјутери и на таблети, со тоа што на самата веб страница на Отворете ги прозорците, од десната страна има банер за Get Online кампањата, само што ќе го кликнат, има кратка анкета за да се поддржи кампањата. Ви благодарам на одвоеното време на разговорот, ќе ви посекам многу успехи, ќе ви закажам нова средба со сите активности кои што допрва следуваат кога станува збор за Здруженијето Отворете ги прозорци. Благодариме на поканата.